Првата фабрика за чипс во Република Македонија, чија штолента на 9 јануари 2016 со големо медиумско внимание ја пресече Никола Груевски, после само 1,5 месец прекина со производство. Во Македонија, која според манипулаторот Груевски е рангирана како 6-та најдобра за водење на бизнис во Европа, а 12-та во светот, фабриките немаат континуирано снабдување со електрична енергија. Инвестицијата во која што беа планирани да се вложат 3 милиони евра, работеше само неколку месеци. Од 30 вработени во фабриката, денес работат само 5 мина. Зошто фабриката повеќе не работи и не произведува чипс? Од 28 најавени инвестиции во Жабени до денес нема ниту една. Оваа фабрика првично беше најавена како инвестиција во Жабени. Од виртуелните инвестиции на Никола Груевски останаа само празни ливади. Ниедна пропаганда во провладините медиуми платени со пари на граѓаните не може да се окрие лошата економска политика на Груевски и ДПМНЕ во Битола. На следните фери и демократски избори, СДСМ ќе превземе одговорноста дадена од поддршката на граѓаните. СДСМ со планот и програмата за нова економска политика гарантира отварање на нови работни места, изедначување на домашните и странските инвеститори, силна финансиска поддршка на малите и средните предпријатија, што ќе придонесе за обновување на домашната економија. Работниците ќе имаат подобри, поправени услови за работа. СДСМ ќе ги зголеми минималните приходи на 15.000 денари, а просечната плата ќе достигне 29.000 денари. На Битола и се потребни промени и промените ќе се случат. Промени кои што ќе донесат подобар животен стандард и сигурна иднина.